До 1 јули пред собранието ќе се најде списокот со новиот владин кабинет, најави премиерот Христијан Мицковски. Првичните разговори вчера со Вреди, а денес со Знам. ВМРО ДПМН ги завршија зад затворени врати и без било какви информации кои ресори ќе претрпат измени. Мицковски разговорите со албанскиот партнер ги оцени како пријатни, а разговорите ќе продолжат за сите предности и слабости со партијата на Максим Димитриевски. Ќе разговараме отворено за сите добри страни, но и слабости, се разбира. Така што, да речеме до крајот на следната недела, како што кажавме, до крајот на јуни да се тоа го формализираме и најдоцна до 1 јули списокот да се најде во парламент пред парламентарците. Министерот за труд, социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани е едно од имињата за кое се појавија информации дека ќе замине од владиниот кабинет. Лимани денеска во присуство на Мицковски рече дека никој не е вечен и се е во рацете на мандатарот. Ние знаеме дека и во фудбалска федерација има селектори кои прават своја екипа и овде имаме мандатар кој прави своја екипа. Не сме во овие позиции да бидеме товар ни на премиерот, ни на мандатарот, ни на никого. Владините партнери велат дека се подготвени за најавената реконструкција. Ставот на Знам е дека нивните кадри ревносно и одлично си ја вршат својата работа и дека Максим Димитриевски нема намера да се откаже ниту од Минчев, ниту од Филков. За вториот според извори на ТВ24, во ВМРО ДПМН има незадоволство од неговата работа. Според неофицијални информации, сериозно се разнишени фотелите на Борко Ристовски во спорт, Зоран Љутков од култура, а не се случува смена на ресори, тој е здравство Додика и Мицковски, додека Азир Алиу да седне во фотелјата за подобро владење на Арбен Фетај, зашто Вреди би го барале образование иако ја преживеа интерпелацијата. Нема да биде изненадување ако од земјоделство се замени Цветан Трипуновски, според информации на ТВ24 поради приватни причини. Според Вреди, концептот на реконструкција не треба да се разбере едноставно како замена на поединци на позиции, туку како механизми за забрзување на реформите, но и давање нов импулс на процесите што се во интерес на граѓаните. Од владата пак најавија дека реконструкцијата нема да запре само на централно ниво, туку таа ќе продолжи во пониските ешелони, каде што се проверува работата на директорите на јавните претпријатии и на подрачните единици.